Официјално започна со работа новиот добиточен пазар во општина Кривогаштани. Инвестиција од околу 300.000 евра, пари кои општината ги обезбеди преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Ова е еден од најсовремено уредените добиточни пазари во Македонија. Од општината велат дека од отворањето на пазарот голем бенефит ќе имаат сите сточари. И ова е фактички првата фаза од изградбата на сточниот пазар. Општина Кривогаштани има план во наредниве години со нов повик преку агенцијата да ја реализира и втората фаза од изградбата на овој сточен пазар, што ќе опфати уште поголем број на боксови, како и мини кланица за потребите на лицата кои што ја носат стоката во сточниот пазар. Планираме, значи, покрај тоа во втората фаза да направиме еден специјален бокс и за живина, значи за таковите на животни, што комплетирано со зелениот пазар ќе имаме целосен комплекс за во наредните години кои што ќе го користат сите жители на Република Македонија и пошироко. Од општина Кривогаштани вела дека од наредната година на овој сточен пазар било планирано да се организираат и сајми за стока, каде што би се изложувале примероци не само од Македонија, туку и од околните балкански држави. Пазарот, освен трговци и сточари од Македонија, го посетуваат и сточари од Албанија. Самиот сточен пазар располага со 37 боксови за крупна стока со капацитет од 70 грла, од 170 грла, и тоа крупна стока возрастни или 240 телина. Располага со 20 бокса со капацитет од 200 грла овци и 20 бокса со капацитет од 20 грла свињи. На денешниот прв ден од неговото отворање и поскоро 4 месеци забрана за продажба на стока поради болеста јазлеста кожа. Пазарот беше преполн и сточарите бараа место повеќе каде да ги сместат животните кои што ги продаваат. Сточарите се задоволни од новоизградениот пазар. Пазарот, како што гледате во Кривогаштани, денески е топ. Пазарот има една нормална цена, се движи некаде од 90 до кај 105 денари. Па претежно народот нема порна цена, е задоволен. Добро е, сега овде поарно е, поубаво. И затвораме овде и сега луѓето ако сакат муштерите, подруго е, не е како трактор. Да. Претходно како ги продававте? Претходно така од трактор, од приколки. Но сепак дел од сточарите не беа задоволни со цената на говедата која одеше од 95 до 100 денари по килограм. Велат дека од непознати причини немало многу купувачи. Дел сметаат дека причина за тоа е што 4 месеци имаше забрана за продажба на стоката и се надеваат дека ситуацијата ќе се подобри во наредниот период. Цената не оди никако, нема кој да купи и без веза е работа. Зошто е ниска цената? Па ниска нема купувачи, никој не купува ништо. Јас овие два јунци ги продадов по 95 денари. Ја не сум задоволен. Ама нема друг купец, мора да му ги дајдеме. Како, има ли купувачи на... Слабо има. За големиве слабо има, за помалите има. Зошто? Не знам, поврдувачки има само на помали телина земат. До 300-350 кг. Од јавното предпријатие Пелагонија од Кривогаштани велат дека секое животно кое се носи на пазарот морало да има ушна маркица, пасош за идентификација и издадено здравствено уверение од надлежното ветеринарно друштво. Без овие документи немало да биде дозволен влез на животното во сточниот пазар.